Почитувани добро вечер. Вечерва во став гостува господја Фросина Ошлиновска, собственичка на агенцијата за недвижности Дора Инвест. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер, добро ве најдов. Господја Ошлиновска, за почеток, како започна приказната за вашата агенција за недвижности и од кога? Приказната на Дора Инвест почна пред повеќе од 10 години. Почнавме од една мала компанија со идеја да направиме нешто различно на пазарот, односно да професионализираме оваа дејност. На почетокот нели јас ја учев целата дејност, бидејќи немаше од кого многу да научам, меѓутоа како што доаѓа годините, амбициозноста и работите покажува дека може да се сработи повеќе и повеќе. На светски пазар реал естетот, односно недвижностите се многу интересни на дејност и тоа ни дава за право да размислуваме дека можеме уште многу да направиме. Што е она што ве издвојува од другите агенции на пазарот? Како прво, Дора Инвест е единствена национална агенција за недвижности. Таа работи во сите градови низ Македонија. Имаме колеги во другите градови кои што работат поединечно, значи градче по градче, меѓутоа ние работиме единствено на национално ниво. Нема такви агенции од таков калибар. Во Скопје има многу, меѓутоа и во другите градови има поединечно, меѓутоа вака што работи во сите градови нема агенции, така да првично по тоа сме различни. Потоа по професионалниот пристап на продажбите и по што кај нас го сметаме како различно од другите, наоѓаме начин како имотот да се купи, односно ги промовираме начините на кредитирање, достапност до финансиските центри во Македонија, односно до банките, деловните банки, сето тоа го обработуваме на едно место. Од идејата да купите имот до комплетната реализација, односно до добивањето на клуч на рака и превод на сметките и така натаму, сето тоа го работи Дора Инвест за вас и затоа сметаме дека сме различни. Така. Еве, подетално какви услуги им нудите на клиентите? Првично, како Дора Инвест, имаме имоти во сите градови, значи може на нашиот сајт dorainvest.mk да ги видите имотите во сите градови. Таму се детално обработени по категории, од типот на стан, куќа и други тип на имоти, плацеви и така натаму, имате детални информации. Од кој ќе добиете таква информација, ќе разгледате што точно ви треба, може да контактирате нашиот кредитен референт, односно да се распрашате што точно вие можете да купите, што може да си приуштите како клиент, односно што можете да си дозволите. Ве обработува вашата кредитна апликација нашиот референт. Многу е интересно тоа што работиме со многу лица кои што се надвор од Македонија, односно наши селеници во странство. Тие не да речем дека не се приоритетна, меѓутоа голем дел од залакот кој што го работиме како Дора Инвест, го работиме со нив, сме многу посветени во соработка и со агенцијата за селеништво, работиме на тоа да се продлабочи тој проект, односно да имотите во Македонија бидат многу подостапни за луѓето кои што се веќе селени од тука, односно имаат наше државјанство. Кредитни линии се дозволени за луѓето кои што се надвор од Македонија, тие ги промовираме. Познати сме по нашата кампања Купи имот за 10 евра дневно, што значи дека секој човек доколку размисли на нерационалното трошење може да се дозволи да купи имот. Нели се велиме дека е скапо, дека сме сиромашна земја и така натаму, меѓутоа кој ќе размислиме подетално за 10 евра, односно околу 600 денари трошиме сите ние без да размислуваме дали се тоа неопходно или не. Тука спаѓа да речеме неколку производи кои што се можеби не се толку неопходни за дневно буџетирање на домот, а за буџетот значи 300 евра месечно, односно околу 65.000 евра вкупно може да ви дозволи банката доколку плаќате рата од 300 евра, што значи дека секој за тој буџет може да се дозволи да се купи имот и да се инвестира и да си дозволи да каже дека направил нешто успешно за идните генерации. Тоа го објаснуваме, имаме редовни лајфови секој четврток со нашите клиенти, успешни приказни споделуваме за да сфатат луѓето дека тоа е реално, не е нешто приказна, не е некоја лага, туку е навистина реално. Луѓето се презадоволни, го објаснуваат тоа во нашиот лајф на нашите социјални медиуми, односно на Facebook страната каде што сме најгледани. Преку таму има конкретни прашања и одговори, дискутираме на едукативни теми кои што се за луѓето интересни. Недвижностите се толкова голема приказна, значи толку многу интересна тема за дискусија да навистина нема крај, ниту почеток, ниту крај и секогаш се е тоа интересно, гледаме да сме достапни до луѓето. Имаме 35 вработени кои што се работат во цела Македонија, во нашата канцеларија во градскиот трговски центар во Скопје се некаде околу 20
на луѓе кои што ви стојат на располагање во работните денови да ви ја овозможат достапната информација што полесно. Денови во Куманово се одржа и националниот караван за недвижности насловен Дом во секој град, кој продолжува и во останатите градови во државава. На кои теми се дискутираше и која е вашата мисија? Националниот караван е еден проект кој што го работи Дора Инвест веќе 2 месеца. Посетивме повеќе градови. Бевме во Берово, бевме во Струмица, бевме во Штип, бевме во Гостивар, сега бевме и во Куманово. Сакаме да ги потикнеме луѓето да размислуваат дали мора да вложуваат само во главните центри, односно да се вложува само во Скопје, односно зошто да се вложува само таму, односно што има предност во другите градови. Оние што ги спомнав претходни селениците, секако тие кога веќе се иселиле од Куманово, сакаат да се вложат во Куманово и сакаме да им кажеме дека Дора Инвест постои во секој град и да се мрежиме. На тие состаноци, на тој караван присуствуваат нотари, адвокати, бизнисмени, значи луѓе од фелата, банките, сите заедно дискутираме на темата недвижности. Јас пред една година сретнав еден наш иселеник во Германија кој што живее и го сменил домот за кратко време. Јас го прашувам зошто го смени домот, тој ми вели од здравствени причини. Викам како домот здравствени причини, некако ми беше чудно и го потпрашав, ми рече таму каде што живее беше презагадено, а моето дете е боледува од астма и заради тоа го сменив домот на некаде каде што е многу по здраво за живење. И тогаш размислив дека никој од нас не размислува на таа тема. Живееме во некоја како глутница, односно сите каде се движат, сите таму одиме и ние без да размислуваме дали мора да се вложи таму. Луѓето за жал продаваат распратни куќи за да купат имот во Скопје. Не дека не го фаворизирам тоа е некоја миграција која што до современото живење можеби до некаде и нормална, меѓутоа сакам и да ги прашам сите оние кои што можеби работат од дома и кои што можеби не мора да живеат во центарот на Скопје, дали треба да се таму, односно дали таму треба да ги вложат своите 1000 евра, односно 1000 евра во Куманово, 1000 евра во Скопје немаат иста вредност, посебно во метар квадратен, и затоа ги поттикнувам да размислуваат. Ние сме достапни секаде, им нудиме секаде поддршка без разлика каде ќе одлучат, меѓутоа тоа советување го правиме на здрава основа. Доколку живееш во Струмица или во Куманово, кои квалитети на живот ги имаш таму ти и твоите деца, и треба да размислиш дали тоа мора да се случи таму. И затоа сметам дека караванот е многу важна работа. Многу сме добро прифатени во сите градови кај што гостуваме, многу се пријатно изненадени луѓето дека фирма која што гравитира најмногу во Скопје дошла ги посетила, им дала внимание и ќе го направиме циклусот во сите градови и повторно ќе се вратиме за да таа мрежа да биде уште поголема и луѓето да бидеме уште повеќе прифатени, односно да не знаат дека постоиме. Каква е моменталната состојба на пазарот на недвижности кај нас и дали цените се уште растат или се стабилизираат во последно време? Имав огромен скок на цените во претходните неколку години. За жал нели луѓето тоа не го поздравуваат, односно веќе станува се не подостапно за луѓето да го купуваат, меѓутоа интерес се уште постои, посебно на местата кои што се централни градски подрачја во било кој од градовите. Нема да оди трендот вака како што одеше до сега, меѓутоа покачување нормално дека ќе има согласно инфлацијата на цените воопшто, нормално дека ќе се покачуваат и цените на метар квадратен. Сега она што го користат градежниците, кај што се спомнува градежни материјали, работна сила и така натаму, тоа е нели нужно зло кое што текот на времето како што се покачуваат во другите бранши, се качува и во градежништвото, односно во недвижностите, меѓутоа трендот на покачување ќе оди, меѓутоа не со толку голем интензитет. Кои типови на недвижности се најбарани во последно време, периодов? Ние како македонци, односно луѓето што живеат во Македонија, најмногу сакаат да купуваат станови, посебно во поновите згради. Ние сме доста храбри луѓе и донесуваме храбри одлуки. Доста луѓе вложуваат и во станови во град, односно каде што уште не се изградени становите. Тие се секогаш најлесни за одлучување, меѓутоа се вложува и во куќи, посебно од кога се направи голема разлика на цените, односно каде што становите се неподостапни за луѓето кои што разумно размислуваат каде да ги вложат своите средства. Од друга страна, пак куќите можеби се интересни за вложување, бидејќи се како сума интересни по метар квадратен, меѓутоа па многу современо во живење не ни дозволува да можеме да
ги одржуваме домовите како куќите, бидејќи се бара и тоа и средства и време, па така да за секое грнче има и капаче, така да посебно клиент по клиент го работиме. Актуелни секогаш има, секогаш најмногу сакаат во централното градско подрачје, потоа и во другите населби. Имаме локал патриоти, тоа не можеме да го помириме. Јас секогаш ги прашам од каде сте, од каде потекнувате, и според тоа знам луѓето кои што доаѓаат од Куманово купуваат во одредени населби во Скопје или обратно, например, ако таму тука се бара блиску до своите и така натаму, тоа е нормална работа и тоа мораме да го почитуваме. Ние како брокери што работиме тоа, ние мора да прво да го прашаме кој што е каде, фамилиарно каде работи, за да можам да знам каков програм да му дадам, односно што да му понудам како понуда. Колку време во просек ориентацијно е потребно за да се продаде една недвижност и зависно од што? Значи, прво, многу е битно со кого работите. Значи, ако работите со некоја професионална агенција за недвижности, таа, и ако правилно работите, односно ако дозволите таа да си ја врши својата работа, тоа значи дека еден отворен систем, прашувате која е реалната вредност за вашиот имот, тој процес ќе се заврши од 1 до 3 месеци. Меѓутоа, кај нас на пазарот има многу агенции кои што не професионално си ја вршат работата, за да го задржат клиентот, кажуваат сума на средства, односно некоја посакувана бројка која што на клиентот многу привлечно му изгледа и тој се врзува до тој брокер, до таа агенција, што пазарот многу го нарушува, и затоа работиме исто така како групација на агенција за недвижности преку Стопанската комора да се лиценцира нашата работа, да луѓето кои што ја работат оваа работа се строго професионалци кои што имаат лиценца, кои што одговара за тоа што го работат. Кога ќе се издефинира тој дел, тогаш и на луѓето ќе им биде полесно да не разликуваат како такви. Како се движат кириите во однос на цените на становите? Цените на становите, нели кажавме дека веќе се покачаа, кириите не се толку качени како што се качени цените на недвижностите, меѓутоа повторно има луѓе кои што вложуваат за да може потоа да се издаваат становите. Тоа е еден пасивен приход на семејството и кај нас е најизгодно. Во една балканска конференција како Смешка, која што е многу блиска до вашиот град, кажуваат, за нас не е смешно, вика, знаете ли во Македонија како се вложува? Луѓе додат во Авганистан, ризикуваат живот, оставаат семејство и парите донесуваат 50.000 евра, и тие вака гледаат и вика, знаете во што ги вложуваат? Во стан. За нас е тоа сосема нормална работа. Тие многу убаво се насмеа како не се вложува во бизнес, туку се вложува во цигла, во недвижност, меѓутоа за нас е тоа сосема нормално. Секој од нас не се чувствува реализиран доколку не оствари нешто, односно не изгради некоја куќа, некој стан, не остави нешто за своите деца. Тоа не е некој менталитет, некој ментален склоп кој што можеби го користат дел од градежниците, меѓутоа тоа ќе си остане уште долго време така. Можеби за германецот не му е гајле дали ќе остави за своето дете стан или нешто, меѓутоа кај нас е тоа по дефолт задолжително. Така. На што треба да внимаваат купувачите од правен аспект? Колку е битно да се провери документацијата, има ли често случаи со некои проблеми со имотните листови и слично? Прво, како Македонија сме многу напред во тој поглед, меѓутоа треба да секако да си стручен, да знаеш тоа да го гледаш. За разлика од некои соседни земји, како што да речеме во Грција, овој дел не е така регулиран како што е кај нас. Многу луѓе ова не го знаат. Значи кај нас во агенцијата за катастар, односно во секунда може да се провери правниот статус на имотот кој што го купувате, како е стекнат, дали има некои товари, чија собственост и така натаму. Меѓутоа секој предмет е различен, значи јас толку години го работам ова и го работам што се вели 24/7, меѓутоа навистина има работи кои што треба за секој имот посебно да се разгледуваат и како му одговара на купувачот, како на продавачот, за да може таа приказна да стане целосна. Јас не би ги советувала да се пуштаат сами во оваа авантура, посебно тоа што ние како нација знаеме сами се да си работиме, сами си поправаме струја, сами си лечиме чир на желудник и така натаму, меѓутоа тие грешки потоа може скапо да не чинат. Затоа сметам дека треба да се остави работата на професионалци. Јас толку години го работам, меѓутоа не за еден предмет не се чувствувам опуштена до крај, за да се речам аз вака е така или по некоја интуиција да постапувам или да има некој програм по кој што ќе го направиш договорот и ќе се заврши целата работа.
навистина не да ги плашам луѓето, меѓутоа навистина има работи кои што треба да се внимаваат. Од друга страна, во Агенцијата за катастар секоја пред договор белешки така натаму се забележува веднаш, значи нотарот ги поднесува, се прави преку платница, доста не е среден за разлика од други земји, значи доста не е среден, нема нерешени предмети во катастарот, достапни се за граѓаните, меѓутоа пак внесете тоа треба да ве води некој кој што ја разбира целата таа работа, треба да се плати данокот, кој ќе почне целиот процес, ние усмено и писмено ги известуваме што се им следува, да нема изненадување во цел процес, некој 200-300 евра може да ви го сменат цел процес, може би да не знаете дека треба да се плати данок, може би не знаете колку чини нотарската заверка, колку чини адвокатската услуга. Од почетокот со Дора Инвест вие се познато и на писмено и усмено потврдено, за да може би се потсетите после состанокот што се ми кажа Фросина или некоја Дора Инвест, што ми следува понатака и дали сум спремен тоа си да го изодам. Затоа повторно ќе кажам, подобро да работите со професионалци. Како технологијата, како што се онлайн огласите и виртуелните тури го менуваат пазарот на недвижности? Онлайн огласите, посебно тие групи, тие социјални медиуми, јас се трудам да ги следам за да го почувствувам импулсот на граѓаните како реагираат на одредени работи. И тоа ни дава за право, нели луѓето следат доста, значи трошат многу време за социјални медиуми и сметаат дека знаат. И тоа е од една страна плюс и друга страна минус. Значи јас на луѓето кога продаваат имот, кога вика пробај најди некој за таа цена, под наводници, нели излажи го, јас велам нема веќе луѓе што може да ги лажеш, бидејќи се е достапно информатичко, со сите гледаме, споредуваме цени така натаму. Од друга страна, тоа што е достапна информацијата за секого ни дава за право да кажеме дека нешто знаеме. Па имате тука, нели, како што мајките ги лечат своите деца онлайн со ChatGPT и така натаму, и така да се случува ке мене кога ќе дојде странка, кога знам дека ми го проверува договорот од ChatGPT, веднаш знам вакво по коментарите знам дека се работи за вештачка интелигенција. За жал, човечкиот фактор и сето тоа што го работи брокерот за недвижности не може да го замени ниту ChatGPT, ниту нешто информациите што ги имате на медиумите. Се работи за една професија која што е многу длабока, која што треба многу да навлезе и психолошки поддршка и за продавачот и за купувачот. И тој што продава со некој план го продава, треба да ги даде некаде средствата, треба да знаеме како да му објасниме, кога да ги очекува, тој можеби се срами да праша во моментот, ние треба да процениме што треба да му кажеме, како да му го објасниме за да не му биде хорор приказно, односно се да му биде добро изџвакан и да биде вин-вин комбинација на крајот. Какви се вашите очекувања за пазарот во наредните години? Се очекува раст, стабилизација, опаѓање? Па, најновите информации во поглед на некои светски збеднувања можеби ќе влијаат на целата приказна, меѓутоа не сметам дека ќе биде таков драстичен раст како што беше претходно после короната. Сметам дека ќе одат повисоко, меѓутоа нема да биде толку драматично, меѓутоа секој што смета дека треба да инвестира, треба да го направи тоа час поскоро, односно што побрзо. Затоа што тие средства денес и последна година не се исто. Велам, пред 2 години 100 евра и денес не се исто, немате иста вредност и затоа треба да размислите кога и како ќе почнете. Ако не ви е многу страшно во однос на фамилиарните прилики, што поскоро направете го тоа, секако нели размислете, одлуката не треба да биде брза, не треба да биде што побрзо, не треба да биде импулсивна, треба да знаеме што вложиме, како вложиме, зошто вложиме, што со тој имот понатака, бидејќи секој имот има и други главоболки. Кој имате имот, потоа треба да плаќате сметки, треба да го давате под кира, треба да најдете соодветни кираџи, нели народски кажано, така да се што се купува понатака се има и други реперкусии, треба да се размисли што понатака. Така, сега ќе ве забавам на кратки прашања, кратки и брзи одговори. Стан или куќа? Ова е лично или општо од пазарот треба да го? Општо? Стан или куќа и зошто? Станови повеќе затоа што прво и полесно се продаваат, затоа што кога ќе се инвестира, а секогаш кога ме прашуваат за совет, кога инвестирате треба да размислите доколку ви се сменат работите, фамилиарни прилики имате дома различни, да можете брзо да ги продадете. Минимум по таа вредност по кој што сте го купиле, ако не заработите плюс. Не дај Боже, нели здравствени причини, болест, нека операција, со тој имот што располагате да може брзо да се продае. Куќата малку потешко се продава. Центар или периферија?
Сега периферијата некоја може трик прашање да биде, меѓутоа луѓето најчесто вложуваат во центар, јас лично спитам дека треба да размислат зашто го прават тоа. Купување или изнајмување? Купување. Дефинитивно. Новоградба или Староградба? И тука завршуваме со кратките прашања. Јас лично Староградба и да вложат самите да го реновираат тоа. Кој е вашиот најважен совет за гледачите и за идните потенцијални купувачи? Јас како луѓе кои што живееме во Македонија знам дека ќе продолжи пазарот да се движи, односно дека ќе вложуваат, да си остане така како што се, оние луѓето си прашуваат, си вложуваат. Банките секогаш не стоат на располагање за финансиски извори за вложување, нека не се плашат од банките, тоа не е ништо страшно, тие каматни стапки кои што се кај нас се тетате со европските стандарди. Јас имам и преведени документи и споредбени консултации со луѓето кои што вложуваат во Европа, односно во Белгија, во Германија, за да луѓето знаат дека ова што е кај нас е исто како што се вложува во Европа, со тоа што во Европа не може да го видиш банкарот вака како јас и вие, кај нас е многу подостапно тоа, и брокерот, и банкарот, и нотарот, и адвокатот, многу подостапна ви е таа информација и не се плашете, и тие тука што се во Македонија, и тие што се надвор од Македонија, слободно нека инвестираат, таа рата од 300 евра ќе се навикнете, или 400 евра ќе се навикнете со текот на месеците, ќе ви биде нели нормално да отплаќате, животот ќе ви простане нормален, само што кога ќе одите на пазар, викам, со ќе одите со список, нема да купувате адхок што ќе ви текне, туку ќе се вложувате во нешто што навистина ви треба дома. И сосема на крајот, каде и како може да ве исконтактираат заинтересираните граѓани? Dura Invest е достапна онлайн 24/7 на социјалните медиуми, на Facebook, на Instagram, на и останатите. 13020 е бројчето кол центарот. Во градски трговски центар, во центарот на градот на Скопје се наоѓаме со канцеларии. На телефонските броеви може ностоп, на Viber, на WhatsApp, и ќе ви вратиме соодветно. Гледаме да биде тоа што побрза информацијата и да бидете побрзо услужени. Ви благодарам на гостувањето и на корисните информации. Ви благодарам и на вас, секој добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Вас се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.